За само неколку недели автомобилскиот свет го збогатија неколку новости кои на големо го најавуваат водородот како погон на иднината. Без оглед дали се работи на технологијата на согорување во цилиндрите или горивни келии, водородот како солуција го гледаат се поголем број производители. Нив им се придржуваат спортски ориентираниот Алпин и американскиот Рам. За долготопло лето, Мерцедес го лансира AMG CLE 53 4MATIC Plus кабриолет. Лимузината на рускиот председател Путин, Аурус Сенат, доби редизајн. За љубителите на слободното патување пристигнува Volkswagen Калифорнија. А денеска гостен ни е председателот на Порше клуб Македонија, Љупчо Грујовски. Добро дојдовте во новата епизода на омилениот македонски автомобилски серијал. На низата производители кои ги одложуваат своите електрични планови им се придружи и Форд. Европската филијала на компанијата се премислува околу 2030-та како датум кога целосно ќе премине на струја. Причината официјално е забавувањето на ширењето на електричните возила и недоволната инфраструктура за полнење на нивните батерии, но приказната има и финансиска страна. Според изјавите, раководителите на Форд веруваат дека е неопходно на купувачите покрај електрични да им се нудат и возила со хибриден погон. Конечната одлука не е донесена, но ситуацијата на пазарот внимателно се следи за компанијата да биде подготвена брзо да се прилагоди ако биде потребно. Досега Форд реагираше со одложувањето на идните електрични модели на американскиот пазар. Стелантис ја гледа иднината во водородот, што американската комерцијална филијала Рам го најави минатата есен. Тогаш што помина скоро незабележано од јавноста, која очигледно не знаеше дека инженерите сериозно работат на овие технологии. Затоа и сега, кога излегоа на површина информациите дека се подготвува пикап со горивни келии, сето делува малку изненадувачки. Според нив, во план е да се понуди најголемиот во гамата, моделот со ознаката 5500 кој се испорачува само како шасија со кабина. Долг меѓу 6 и 7,5 метри, во зависност од изведбата, тој сега се опремува со 6,4 литарски бензински и 6,7 литарски дизел мотор, додека за водородната погонска група засега ништо не се знае. Големиот пикап, кој ќе се произведува во Мексико, ќе биде главно наменет за Калифорнија, каде единствено има таква инфраструктура за полнење водород, а се споменува и моделот за европскиот пазар, кој би излегувал од погоните на компанијата во Полска. Рускиот Аурус објави дека ја ажурирал својата лимузина Сенат. Задржувајќи го британскиот стајлинг, обемно рестилизираниот модел има друга маска, матрикс главни светла и поинакви браници, со што визуелната слика му е значајно променета. Задниот дел сега изгледа доста похармонично, а и внатрешноста претрпе редизајн од големи размери. Променети се предниот панел, управувачот, централниот тунел и панелите на вратите, а менувачот е заменет со минијатурен џојстик. Техничката опременост е сериозно збогатена и меѓу другото, возилото сега има електронски систем за ноќно возење. Серијата подобрување продолжува и на механиката, но што точно не е наведено.
Новата верзија на лимузината на почетокот ќе биде достапна само за државните служби, а од 2025-та се очекува нејзината поширока продажба, бидејќи ќе се произведува во поранешната фабрика на Тојота во близина на Санкт Петерсбург. Во пресред на помасовната хибридизација на моторната понуда, Бентли одлучи на достоен начин да го испрати големиот W12 агрегат во пензија. Еден од последните модели со него е отворената верзија на купето Батур, од која ќе бидат направени само 16 примероци. Ексклузивноста на гламурозниот восет ја обезбедуваат безбројните можности за персонализација кои вклучуваат и боја по избор, буквално на секоја површина од возилото поединечно. Доколку некој изрази желба, експертите од Мулинер ќе ги обложат рачката на менувачот, старт копчето, делот од управувачот и други елементи во внатрешноста со розево злато. Платнениот покрив се отвора или затвора за само 19 секунди, а зад седиштата е поставен дефлектор кој го смирува протокот на воздухот за главите на патниците. 6-литарското битурбо срце развива 750 конски сили, кои преку 8-степениот менувач се пренесуваат на сите тркала. Цената не е објавена, но повеќе од сигурно е дека надминува 2 милиони британски фунти. Колку и да изгледа дека одлично му оди, Римац работи во минус. Тоа лично го потврди сопственикот на компанијата, кој кажа дека продале помалку примероци од суперболидот Невера отколку што очекувале. И покри високата стартна цена од околу 2 милиона евра, хрватската компанија се надеваше дека ќе пласира 150 примероци од Невера, но сега признаваат дека ситуацијата на пазарот е многу променета во однос на 2017-та, кога започна со нејзиниот развој. Затоа и бројката од 50 на продадени возила од овој аспект изгледа дури и добра. На неа треба да се додадат и направените 150 шасии за Пинифарина Батиста, што и не е така лошо. Сепак, ни тоа не беше доволно да се работи позитивно. Во 2023 година загубата на Римац Технолоджи изнесуваше 60 милиони евра, на Бугати Римац 16, а на проект 3 Mobility околу 12 милиони евра. Мате Римац смета дека богатите купувачи и колекционери повеќе не се толку заинтересирани за електричните хиперавтомобили. Најавувајќи со тоа дека соочена со променетите околности, неговата компанија можеби нема повеќе да развива слични возила. Затоа и Бугати ќе остане верен на моќните бензински мотори. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис». Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408.
Порше клуб Македонија е формиран пред 2 години, но е, можам слободно да кажам, еден од најактивните автоклубови што се однесува на Македонија, но и на Балканот. Затоа го поканивме господин Груевски, председателот на Порше клуб Македонија, да видиме што е тоа што Порше клуб Македонија го прави тоа што е. Добре дојдовте во Автомагазин. За само 2 години имате импресивна остварена програма. Како членови на клубот учествувавте во многу меѓународни збиднувања што се организираат од страна на Порше, но и ги засилувате темелите во Македонија. Па првото прашање е, кој го сочинува вашиот клуб? Какви возила можат да бидат членови и какви собственици можат да бидат членови во вашиот клуб? Добар ден, Мишко. Најпрво да се заблагодарам на шансата да повтор пат во твојата емисија биде присутен нашиот клуб и со тоа да се дополнително да се испромовира. Како краток одговор на она што беше поставено како прашање од тебе, членови на нашиот клуб можат да бидат сите собственици на Порше возила, чие Порше возило е во лично нивна собственост или на компанијата во која што се лично собственици, макар тоа да биде на лизинг или кредит, небитно е делот на финансирањето, но собственоста на возилото мора да биде на членот кој е зачленет, односно кој аплицира да биде зачленет во секој Порше клуб во светот. Околу активноста, уште еднаш да се заблагодарам за предобрата најава, која и за наша среќа може да се пофалиме дека е комплетно вистинита. Нашиот клуб е еден од поактивните во регионот и со тоа може гордо да се пофалиме. Колку членови имате и колку типови на возила од Порше имате во клубот? Па за сега имаме околу 45 члена кои се регистрирани во нашиот клуб. Некој цел, односно таргет од страна на Порше Worldwide Community, светската комјунити заедница, е да имаме околу 50 на члена, односно 50 члена до крајот на оваа година. А околу типот на возила можам да кажам дека буквално се од гамата на Порше имаме, освен трактор, кој исто така постои во гамата на Порше како возило. Од останатите возила буквално се е застапено во клубот. Како клуб, вие се ангажирате околу безбедноста во сообраќајот, афирмирањето на марката Порше како возило и како филозофија која имплементира во развојот на своите возила. 75 години Порше, 61 година Порше Карера и може 10 години електрификација во Порше. И еден мал додаток, оваа година е 50 години турбо. 911 турбо. Турбо како модел, да, почнувајќи од 911 турбо. Точно минатата година прославивме 75 години од Порше, 70 години од постоењето односно од основањето на првиот клуб на Порше заедницата во светот. Како што кажавте, имаме 60 години карера прославено, односно веќе 61 година карера и оваа година е 50 години турбо. Покрај овие 4 интересни юбилеја, нашиот клуб е со, да кажам, се уште во делот на млади клубови. Ние сме само 2 години во Порше заедницата на светско ниво, но сме проактивни и сме доста препознаени. А околу првиот дел од прашањето, да работиме на повеќе начини на промоција на брендот Порше. Тоа е главната цел на клубот, да направи една заедница на собственици, каде што ќе функционираат како едно друштво кое има заедничка цел. И од друга страна е промоција на сите, да кажам, предности на брендот како брендот Порше. Една од главните работи со која што се занимава клубот е исто и безбедноста и воведување на младите во безбедниот свет на спортски автомобили.
911 е икона на Порше. 61 година постои овој модел, а пред 2-3 дена Порше го објави новиот 911 со хибриден погон. Да погледнеме за што станува збор. Ова е прв пат во 61 годишната историја на иконскиот 911 да биде електрична погонска поддршка. Иновативниот перформанс хибрид го прави 911 уште подинамичен. Тоа се докажа на тестирањето и дотерувањето на Нирбургринг Нордшлайфе. Таму бренд амбасадорот на Порше Јорг Бергмастер го комплетираше кругот од 21 км за 7 минути 16 секунди и 934 илјадитинки, 8,7 секунди побрзо од соодветната верзија на претходниот модел. Тест возилото беше опремено со стандардни пневматици плюс аеропакетот со фиксно задно крило, кој е достапен како опција за неколку моделски генерации кои обезбедува зголемена надолна сила при големи брзини. Порше не остави ништо на случајноста за време на развојот и тестирањата под секакви услови низ целиот свет, од замрзнување до огромна жештина, како што беше случајот за време на последната фаза на тестирањето во Дубај, без разлика дали е со голема погонска тежина во услови на планински премини или во сообраќајот во урбана средина, новиот 911 ги совлада и најтешките предизвици. Деталите за Порше 911 Performance Hybrid ќе бидат објавени на неговата официјална премиера закажана за 28 мај. Импресивни перформанси, барем така најавуваат од Цуфенхаузен, тоа ќе го видиме на 25 мај што значи. Но, вие како традиционалиста, како човек кој го сака брендот онаков каков што е, како гледате или вашите членови, како гледаат на хибридизацијата на 911 и воопшто на електричниот погон во Порше? Па ние и во самиот клуб, помеѓу членовите, веќе со самата најава која беше од пред, да кажем, неколку месеци дека ќе се појави новитет во Порше, во кој што се најави некој хибриден погон, односно дополна на агрегатот со хибриден погон, почнаа сите, да кажем, дискусии околу љубителите, околу електрификацијата на култниот модел 911. Од она како се доближува времето до 25 во 3 часот по централно европско време, кој ќе биде промоцијата на новата кариера, се повеќе добиваме детали околу, да кажам, новитетите кои се очекуваат. Некои се точни, некои и проверени, некои не се. Да не навлагаме во детали. Но она што е многу битно е дека моето лично мислење дека Порше нема да си дозволи да она икона која има ја стави да стави приоритет на електрификацијата, него работи на нешто многу повеќе кое се уште не го знаеме, а мислам дека ќе биде големо изненадување за сите и членови на клубови, сите потенцијални купувачи. Неодамна се вративте од Штутгарт, каде како клуб го посетивте музеот на Порше. Какви се импресиите од таму? Точно, за еден млад клуб како што е нашиот, добивме огромна шанса да посетиме покрај музеот на Порше во Штутгарт, ја посетивме фабриката, каде што се произведува 911 и Taycan во Зуфенхаузен, каде што поголем дел од нашите членови има можност лично да со своји очи видат каде им се произведуваат возилата кои ги возиме. Импресиите се воодушевувачки. Добивме можност да добиеме една друга слика и една друга посета на музеот, каде што со професионален кустос детално ни беше раскажана целата историја на брендот Порше, каде што дополнително се раѓа ентузијазмот на сите сопственици и членови на Порше заедницата во светот. Видовте кај се произведуваат возилата кои што ги возите во секојдневниот живот, но какво е чувството кога прв пат сте го возеле Порше на патека? Вие имавте една програма во Портимао во Португалија и исто така имавте и програма неодамна на патеката Навак во покрај Белград, каде што ги имавте помоќните изведби на 911.
Да, Портимао е, само кратко да објаснам, секои 2 години Порше организира собир на председатели и подпредседатели на клубовите од светот. На тој собир се канат помеѓу 70 и 100 најактивни клубови од светот. Порше на светско ниво има околу 700 регистрирани клубови од сите, да кажам, подгрупи. Ја имавме таа чест да и покрај ова двогодишно постоење менаџментот на Порше Германија, односно Порше Community, го препозна ентузијазмот на нашиот клуб и квалитетот и не покани да двајца, јас и подпредседателот за спортски активности, односно спортски настани, бидеме нивни гости на светскиот собир на председатели во Портимао, каде што ни беа представени најновите модели на Порше, како и се работеше на иднината, на развојот на комјунити заедницата на Порше во светот. А на Навак, како поминавте на Навак? На Навак поминавме одлично. Навак е патека која е доста близко до Скопје. Менеджментот на Навак и самиот Порше Experience дел кој го води Андреј Кулунџич како Порше амбасадор, ни дава можност да уживаме во спортското возење на патеката, со тоа што нашиот клуб ја имаше честа да направи приватен свој настан само за нашите членови, каде што нашите членови уживаа во спортското возење и во перформансите на своите автомобили, на спортска патека каде што можат максимално да ги видат перформансите на своите возила. Доста интересна програма. За жал, нашата временска рамка е прекуса за да ги искажеме сите импресии од вашите активности, но се надевам дека во иднина ќе имате уште повеќе. Како што видовте, јас денеска носам една мајца 32 години ноќен клуб Расчекор. Тоа нема врска со автомобилизмот, но Автомагазин секогаш ја поддржува традицијата. Ова е една убава традиција и ви посакувам Порше клуб Македонија да ја има оваа традиција, да доживее 30 години. Значи, имаме временска рамка од само 28 години. Господине Груевски, јас ви благодарам на вашето учество во Автомагазин. Нашите врати за Порше клуб Македонија секогаш се отворени. Ви благодарам и на вас за поканата и ви благодарам за можноста да клубот дополнително се промовира. Ви благодарам многу. Водородот како алтернатива на еколошко гориво не е ништо ново, но ново е што се повеќе производители бараат решенија со него без оглед дали е тоа со мотори на согорување или горивни келии. Алпин се приклучува во спасот на моторите на согорување и најавува нов V6 мотор кој ќе го користи водородот. Гледајќи длабоко во иднината, инженерите на Рено подготвија еволуирана верзија на концептот Alpen Glow кој беше представен 2022 под знакот Alpine. Додавката Hi4 во ознаката кажува дека има погон на водород, но не со горивни келии, туку со мотор со внатрешно согорување кој безбојниот газ го користи како гориво. Засега тоа е 4-цилиндричен дволитарски со 340 конски сили, но од француската компанија велат дека набргу ќе го заменат со сосема нов V6. Сметајки го како ветувачко решение за утрешнината, тој од страна на Alpine ќе биде специјално развиен да користи водород. Французите уште гордо наведуваат дека Alpen Glow е повеќе од концептен автомобил, вистински одраз на брендот и камен темелник на неговите амбиции и стратешки планови. Возилото како лабораторија на тркала ќе настапува на трките за издржливост, меѓу кои и 24 часа Леман. Од оригиналниот концепт се разликува по дотераната каросерија со поголем кокпит во кој сега има место за двајца и модификувана структура за подобра заштита од судари. Водородот се чува во 3 резервоари од кои се вбризгува директно во коморите за согорување под притисок од 40 бари.
Моторот, кој максималната сила ја постигнува при 7000 вртежи во минута, е спарен со секвенционален менувач и го задвижува возилото до 270 км на час, обезбедувајќи си навреме со овој прототип добра технолошка стартна позиција. Алпин предвидува дека е можно и Формула 1 да се префрли на водородот како погонско гориво. После 6 години поминати на пазарот, најскапоцениот камен во автомобилската круна Rolls-Royce Cullinan помина низ третман за освежување. Суптилен со стил на марката и со фокус на деталите покажува колку британците во меѓувреме имаат научено за барањата и навиките на типичните купувачи на луксузниот кросовер, кои на изненадување имаат во просек само 43 години. Дури 90% од нив сами го возат автомобилот и тоа често низ град, заради што се е направено тие поубаво да се чувствуваат во него. Инструментаблата е дигитална и изведена од онаа развиена за електричниот спектре, а под часовникот е сместена мала фигура на символот на марката, духот на екстазата. Бројни елементи се облагородени со скапоцено дрво, јаглеродни влакна и кожа, а за шиење на целиот интериер се потрошени 20 километри конец. Пред возачот се наоѓа графичко позадинско осветлување кое се состои од 7000 LED диоди, а за патниците назад на наслоните на предните седишта се поставени два таблети со Wi-Fi и Bluetooth поврзување. Најголемите измени се на изгледот на предниот дел, кој сега го краса дневни светла со облик на мустаки. Редизајнирани се и браникот и маската која е осветлена. Во механиката не е чепкано. V12 моторот, во кој нема ниту трага од некаква електрификација, развива 570, односно 600 коњи во Black Badge верзијата. Сето ова треба да го задржи Cullinan на позицијата бестселер на марката, која лани ја потврди со скоро 60% од целокупната продажба. Летото сите не асоцира на безгрижност и одмори. Некои сакаат да изнајмуваат апартмани, некои се заколнати кампери, а некои сакаат скапи хотели. Ефтини решенија нема. Сепак во следните два прилога одвојуваме простор за сите кои го сакаат морето. Тоа ќе биде поблиску со новиот камп возило на Volkswagen наречено Калифорнија, а за оние со подлабок джеп и поуштиркан животен стил, Мерцедес го предлага AMG CLE 53 4MATIC Plus кабриолет со 4 седишта. Најпознатото камп возило во светот доби нова генерација. Volkswagen Калифорнија, која сега е базирана на T7 Multivan, ќе биде и првиот со хибриден мотор и погон на сите 4 тркала. Секој дел е редизајниран и заедно со исклучително модерниот изглед сега има далеку повеќе простор благодарејќи на долгата шасија на својот донатор. Софистицираноста ја обезбедуваат клучните детали на овој модел, како што се покривот на подигнување и внимателно испланираниот интериер. Двете лизгашки врати од страните овозможуваат лесен пристап, а пете основни верзии голем избор на секого според желбите и потребите. Дел од дополнителната опрема се и тендите за заштита од дожд или сонце, а место класична задна клупа може да се добијат поединечни седишта. Новост е и тоа што со сите функции на камперот може да се управува и преку апликација за мобилен телефон. MQB платформата на која е базиран обезбедува серија безбедносни системи и електроника за помош на возачот, вклучувајќи и полуавтоматско возење. Моторите се познатите TDI и TSI од 150, 204 и 245 конски сили, спарени со менувач со двојна спојка. Испораките ќе започнат есенва, кога ќе бидат познати и цените. Volkswagen досега има продадено 280.000 примероци од овој кампер.
За оние што може да брцнат длабоко во джепот, понуден е Mercedes AMG CLE 53 4MATIC Plus. 4-седот е придвижуван од 3-литарски 6-цилиндричен линijski мотор. Произведува 449 конски сили со помош на турбополнач и дополнителен електричен компресор. Интегрираниот стартер генератор од 48 волти накратко обезбедувал дополнителни 23 конски сили с големена моќност и дополнителни 205 Нм вртежен момент. Како што му стои во името, CLE 53 4MATIC Plus има целосно променлив погон на сите тркала и активно управување на задната оска, а силата се дистрибуира преку 9G Speed Shift менувач. Во споредба со нормалниот модел на Mercedes, AMG има разгорени браници и поширок трап. Исто така, електронски ограничената максимална брзина од 250 може да се зголеми на 270 км на час со опционалниот AMG Drivers Package. Кокпитот има меѓу друго 12,3 инчен дисплеј за возачот и 11,9 инчен централен дисплеј во портрет формат, кој може електрично да се навалува од 15 до 40 степени со цел да се избегнат досадните рефлексии на светлината кога покривот е спуштен. Лентите за амбиентално осветлување се протегаат зад задните седишта. Горниот дел на таблата со инструменти, линиите на ремените и капакот на горниот дел од кабриолетот се покриени со црна напа кожа. За да се осигура дека кожените седишта нема да се загреваат премногу во лето, тие имаат специјална обвивка која ги рефлектира блиските инфрацрвени бранови од сонцето. Ова значи дека кожата останува до 12 степени поладна од необработената стандардна кожа кога е изложена на директна сончева светлина. Дури и кога горниот дел е затворен, внатрешноста се загрева помалку благодарение на ладните навлаки на седиштата. Нема човек што немал желба да има луксузен кабриолет и со него да се вози во сончевите топли летни денови. За жал, тоа е привилегија на мал број од нас. Исто така кампер возилата или домовите на тркала не се помалку ефтини. Па и лаварот со вода и растворена морска сол не е лоша идеја. Важно е духот да остане на високо ниво. Ви благодарам и се гледаме за 7 дена.